Од Светото Евангелие според Матеј. Ако им ги простите на луѓето гревовите нивни, и вам ќе ви ги прости вашиот Отец Небесен. Ако пак не им ги простите гревовите на луѓето, и вашиот Отец нема да ви ги прости вашите. Кога постите, не бидете жалосни како лицемерите, зашто тие си ги прават лицата мрачни, за да се покажат пред луѓето дека постат. Вистина ви велам, оти тие ја добиле веќе својата награда. А ти, кога постиш, помажи ја главата своја и изми го лицето свое, па да се покажеш дека постиш не пред луѓето, туку пред својот Отец кој е во тајност, и твојот Отец кој гледа тајно, ќе те награди јавно. Не собирајте богатства на земјата, каде што ги јаде молецот и рѓата, и каде што крадците ги поткопуваат и крадат. Но собирајте си богатства на небото, каде што ни молец, ниту рѓа ги јаде, и каде што крадци не ги поткопуваат, ниту крадат. Зашто, каде што е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше. Целата мисија на Христос Господ беше да го измери човекот со Бога и човек меѓу човек. Затоа при неговото раѓање над пештерата се слушнаа зборовите на ангелите: слава на Бога во висините, на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Сите заповеди Христови, примерот негов, длабоко ечи во светот токму поради простувањето. Затоа што светот срцето свое го закораве и сите почнаа меѓу себе си да си враќаат, да се убиваат, да не простуваат. Примерот Христов го знаеме првим преку блудницата, која што не сакаше тој да ја осуди, иако евреите сакаа да ја осудат. Блудницата која што дојде да му ги измие нозете, фарисеите го укорија, а тој прости. Заповета негова 7 пати по 7 да простуваме, односно бесконечно да простуваме кога нашиот брат ќе приде да побара прошка, се токму неговите белези како Син Божи. Токму поради тоа, и ние ако сакаме да се наречеме христијани, ќе мораме да го следиме неговиот пример. Затоа што немаме ние ексклузивно право да судиме за се и се што, сметајќи дека како христијани сме оправдани и според тоа имаме право за секоја неправедност и секоја грешка на луѓето да судиме. Токму поради тоа и ние, носејќи ја таа одговорност која што Христос ни ја даде, треба да одиме во насока на неговото однесување. Ако сакаме вистински христијани да бидеме, требаме и ние да го имитираме Христа во неговото однесување. А сите заповеди, па токму и празникот на простувањето, неделата на простувањето прочка, не подготвува за големиот подвиг на постот, почнувајќи од духовното, а тоа е измирувањето со себе си, со ближните и со Бога. Откако Христос ги постави темелите преку својот личен пример, со тоа што и на оние кои што на крст го раснаа им прости и рече: Оче, прости им, не знаат што прават. По него и светиот архидиакон Стефан го следеше истиот пример, кога оние што го каменуваа успеа и ним да им прости. Имаме безброј примери и на други свети маченици. Значи, пред Христа оваков пример да се прости и на оние кои што животот и го одземаат, немаше. Но во црквата своја Господ ни рече дека ќе ни го остави својот свет дух, кој што ќе не научи како правилно и вистински да ги разбереме работите што се во светот. Токму стекнувајќи ум Христов, сите тие кои што загинаа, а притоа им простија на своите маченици, разбра она длабока тајна, дека навистина Отецот преку Синот се создаде, преку Словото Божјо, преку таа сила која што создава, Бог остави свој печат во светот, на секоја билка, на секоја тревка, а посебно на секој човек. Па затоа и оние кои што проштеваат, разбираат дека навистина Бог оставил свој личен печат на секое создание. И тоа е крајната љубов, тоа е да се стават оние Божји наочари и преку нив да се гледа светот, за светот да може да се спаси. Ние едно треба да разбереме.
дека не секој има мерка за правилно однесување. Некои луѓе сметајќи дека ако прават лошо, само така ќе преживеат. Некои пак, поради страв да не бидат повредени, си стават заштита и така агресивно реагираат кон другите луѓе. Некои собрале комплекси во својот живот, некои лошо биле воспитани. Ние, разбирајќи дека треба грево да го судиме и однесувањето, а не човекот, треба едно да сватиме. Кога ќе почувствуваме повреда од таков човек, од било кој човек, треба нашиот апарат за однесување да го провериме дали е исправен. И ние доколку тоа ни се случи, ако не почувствуваме жал и молитва за оној кој што не повредил, тогаш ние не сме различни од светот. Ако се ситиме кога другиот паѓа, а не се молиме за него, тогаш нешто не е во ред со нас. Затоа осудата и непростувањето не се решение за овој свет како што го познаваме. Да не заборавиме дека понекогаш коренито и вистинско покаяние се случува кога ќе приметиме, ќе сме свесни дека некој ни сгрешил, а ние покажувајќи го тоа, ќе му простиме на тој. Навистина треба во нашата душа секогаш да се појавува радост, а не тага и жал и суета кога ќе видиме дека некој наш брат кој што застранил од патот, не знае како да се однесува, ќе пристапи да се извини, ќе се труди тоа да го направи исправно. Тогаш навистина како во параболата со блудниот син треба да бидеме оној татко кој што се израдува на својот заблуден син кој што доаѓа од далечна земја, да го прегрнеме и да го утешиме. Затоа што навистина човек за да се смени, му се потребни добри примени. Ако и ние не можеме тоа да му го пружиме на нашиот ближен, тогаш учествуваме во неговата пропаст. На сите не е позната фразата раздели па владај. Токму сатаната е оној кој што преку разделбата сака да владее со светот. Токму поради тоа и непростувањето е ќорсокак на секој човечки однос. Не можеме да имаме конструктивна завршница и полезна завршница доколку не си простиме. Навистина, секој човек мора да постои еден покрај друг. Не може некој да испари откако веќе еднаш Бог го дал на овој свет. Токму поради тоа, ако не си простиме, навистина човек на човек му станува волк. Но доста зборуваме за тоа колку луѓе кон нас грешиле. Што станува со нашите гревови? Како ние ќе се помолиме за нив Бог да ни ги прости? Христос во Евангелието ни остави многу едноставен пример и потик како тоа да се заврши во наша полза. Ни остави молитвата Оче наш, кој што вели и прости ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме на нашите должници. Значи, ние немаме простор за импровизација тука. Оној кој што решил да отиде во храмот да се помоли, оној кој што решил да пости и со тоа на Бога дар да му принесе преку своето очистено тело од страсти. Зборовите од молитвата Оче наш може само да ги сврти против себе. Ако не простуваме, ќе треба да се молиме буквално со зборовите и не ни ги простувај нашите гревови, како и ние што не им ги простуваме на нашите должници. И тој на тој начин, наместо да го избегнеме судот Божи, ние самите се осудуваме. Простувањето и измирувањето се предвкус на Царството Небесно кој што Бог ни го вети. Ние ќе забележиме дека за да го почувствуваме ова, Бог не ни дава заповед дека мора да простиме, туку Он ни дава избор. Ако им ги простите, вели. И тој Бог кој што е љубов, кој што остава се на нашата слободна волја да извршиме, зашто само тогаш би се важеле нашите дела, тој ни дава и напатствија како да го постигнеме тоа. И сега како да направиме една духовна вежба за да се себе си натераме да простиме. Доколку некој нешто ви изгреши, измерите првин дали направеното ги надминува границите на времето и простор. Или поедноставно кажано, откако нас ке не нема на овој свет и него ќе го нема на овој свет, дали тоа нешто ќе биде важно.
Зашто навистина, ако од перспектива на вечноста не го наблюдуваме овој свет и живот, тогаш нема да ги исполниме последните зборови од денешново Евангелие, да не собираме богатства кои што молец и црвец ќе ги јаде. Слично кога ќе се вратиме од некој одмор годишен и по долго време ќе се присетиме колку убаво ни било и тие чувства нас не негуваат, не расположуваат, така и човекот кога ќе се присеќава на оној што му сгрешил, во болката наместо задоволство му се раѓа тага и болка. И тогаш како некој приврзок, таа тага ја носиме низ целиот живот, наместо да простиме и оној момент на радост и на олеснување да го имаме во нашиот живот. Ние го продолжуваме со агонија нашето постоење. Ако пак сега знаеме дека простувањето е толку добро, по што можеме да препознаеме дали вистински сме простили? Ако на оној што не повредил, не му вратиме за злото. Ако имаме сила да се помолиме за него. Ако имаме сила да му дури и помогнеме кога тој е во неволја. И ако наоѓаме начини како да се измириме со него. Секоја заповед која што Бог ни ја даде е насочена кон времето, но првин кон стекнувањето на вечноста. Токму поради тоа и на прво место пред постот во ова Евангелие Христос зборува за духовното измирување. Но понатаму да се подсетиме како Мојсей постоеше 40 дена за да може да разговара со Бога. Многу од пророците, Христос самиот постоеше 40 дена во пустињата, за да може чист, откако ќе го победи сатаната, да излезе пред народот да проповеда. Затоа и ние, на прво место, мораме да го исполниме првото, а тоа е измирувањето со ближните, кои што ги гледаме, а потоа посто да му го принесеме на Бога кого што не го гледаме. И на тој начин да го исполниме единственото правило и единствената заповед која што Бог ни ја даде, а тоа е сите луѓе да се сплотени едни во други. Тоа тој го направи во црквата. Затоа, ако сме подготвени на Великден да дојдеме и да се причестиме заради тоа што сме постеле, ние треба да сме свесни дека на тој начин и сите меѓу себе се соединуваме. Преку едното тело и крвта Христови стануваме сите луѓе едно во Него. Ако не сме измирени, тогаш ние отпаѓаме од таа заедница. Првиот пост на човекот, односно на првиот човек, на Адам, му бил даден во рајот како заповед. Од сите дрвја да може да јаде од нивните плодови, а само од дрвото за познавање на доброто и злото да не јаде. Бог знаеше дека оној кој што е создаден од дух и од материја, му е потребно дисциплинирање на оно што е материјално, на телесното, за да може на духовното да истапи на прво место, а тоа е разумот и духот. Заради тоа, тренингот му беше потребен на Адама, за да може да ја достигне својата височина. И сега, кога на Адам толку му бил потребен постот во рајот, колку ли пак на нас овде кај што живееме на земјата, ќе ни биде од полза на вистина да не живееме како животните по инстинкт, туку на вистина како разумни битија да приличиме на својот Отец Небесен. Да не бидеме како брод без кормило. Според постот и се огледа човековото достоинство над животните, а според тоа и неговиот разум и слобода. На лав дадете му кумпир и месо и речете му дека денеска е пост и треба постна храна да одбере. Тој, бидејќи заробен од инстинктот за преживување, нема да одбере да пости, секако месото ќе му биде избор. Тој нема избор и слободна волја во рамките на човечката слободна волја. Од друга страна, човекот преку слободното прифаќање на постот покажува дека може да ги надмине инстинктите и со тоа да покаже дека пред се тоа е духовно битие кое својот почеток го има во Бога. Телото треба да служи на разумната душа, како вели апостолот. Адам преку непостоење го изгуби рајот, а ние преку постот треба да го вратиме тоа достоинство. Затоа постот треба да ни представува радост, а не како што кажува Христос фарисејски да постиме одејќи нажалени. И на сите да кажуваме дека ние денеска јадеме постна храна. Затоа,
како што вели Христос, плодот ќе си го добиеме од луѓето, уште овдека, со тоа што ќе не пофалат. А ние кога постиме, како што вели Христос, да си ја помажеме главата, со добри дела, со милостиња, умот да го очистиме и образот Божји да светне во нас, та со радост, знаејќи дека извршуваме Божја заповед, дека му угодуваме на Бога, на тој начин, преку постот, вистински плодови да покажеме. Преку милосрдие кон сиромасите, преку воздржување на јазикот, преку љубовта и преку простувањето. А еве каков рецепт за пост Господ благословил во Стариот Завет. Ако постите во караници и во гнев, таков пост не ви определив јас, но отврлете секаква неправда и секаков навредлив збор. Повикај ме со смирен дух, со понизно срце и ќе те услишам, и ќе ги исполнам желбите на твоето срце, ако доаѓаат со вистинско покаяние. Ако не верувате дека навистина постот кој што е благословен од Бога менува некакви духовни димензии во нас, започнете со него, па ќе видите колку е тешко човекот кога ќе се соочи со самиот себе си и со искушенијата кој што сатаната како и на Христос ќе ни ги понуди нам. Не зборувам за постење кога сме приморани поради болест или кога сме определени да бидеме вегетаријанци. Зборувам за пост кој што е наменет за да на Бога му угодиме, да бидеме послушни чеда на нашиот небесен Отец. Тогаш ќе забележите колку телото со своите страсти се противи на тоа. А телото знаеме дека завршува во земја. И ние, хранејќи го со тие телесни страсти, всушност самите себе се умираме, односно се уништуваме. Губиме можност за вечен живот. Постот токму ја има таа спротивна намера. На човекот, враќајќи му го достоинството, да го потсети дека е битие создадено за вечност. Битие кое што ќе ја надмине пропадливоста на телото, ќе го надмине и времето и просторот на постоењето. Оти личност која Бог еднаш ја создава, таа никогаш не престанува со постоење, туку доколку се очисти, доколку образот свој го направи како образ Божи, тој се удостоива за вечен живот и вечно постоење. Затоа времето на Великиот пост е време на присеќавање, но и учествување во Христовите страдања, во страдањата на Синот на нашиот Отец Небесен, та и самите преку страдањето, односно борбите со искушенијата и желбите на телото, да учествуваме со Него во радоста на воскресението, да учествуваме во искуството дека без мака и мачеништво ништо не се добива во овој несовршен свет, а камоли пак Царството Божие. Тоа на сила се зема и силните го добиваат. Сега зборувавме дека оној кој што е во подвигот на Евангелието, во исполнувањето на заповедите Божи, е силен сушност, а не слаб. Иако за многубина Христос покажал слабост и е соблазан, затоа што е убиен од луѓето, сепак неговата сила се покажува во воскресението. А неговата намера како Бог е човекот да го обедини. Значи, од примерот на Христа ништо лошо не учиме, туку учиме дека единствено преку мака и преку маченишто се стекнува вечниот живот, а заедништвото преку силата да се прости. Затоа и ние кога стоиме во вечерните часови на Великден, на богослужението, го чувствуваме телото дека е изморено, меѓутоа душата чувства дека е направило нешто исправно. За време на постот се измирила и со никого веќе не е должна. Своите слабости, своите гревови кои што би го попречиле патот кон Бога, ги има веќе заборавено. Оние страсти и импулси кои што телото ги испратеа до човекот да тој мора да ги извршува, веќе се стивнати и не го мачат. И на крај се извршува оно најголемото. Човекот и Бог и сиот свет да се соединат. А тоа се случува преку причеста. Примајќи го телото и крвта Христови, ние се соединуваме со Христа, кој што се состои, кој што го има преку својата сила во секој човек и во секој битие.
Сега да дадеме некои практични совети за како да ги поминеме деновите што следат. Имено на прочка се оди првин кај најстарите, меѓутоа да не ги заборавиме и оние кои што вистински сме скарани со нив. Постот започнува веднаш од понеделникот, понеделата на простувањето, и тој за оние кои што се здрави треба да трае вака. Од понеделник до петак се готви храна на вода, без масло. Сабота и недела се користи масло. Само на цветници и на благовец се јаде риба. Меѓутоа, постот е наменет за целата црква да прави едно заедничко дело. Затоа оние кои што имаат желба да постат, а не постеле претходно и немаат сила, нека започнат со некоја полесна варијанта. Оние кои што се болни, исто така. Затоа што Бог сепак според намерата ќе ни суди. Затоа оние кои што спаѓаат во последната група, нека дојдат во црква да земат благослов од свештеникот и напатствија како можат и тие да учествуваат во послушанието на постот, за да можат да учествуваат достојно и во воскресението, односно во велите. Во Соборната црква Свети Николај во Куманово, во недела на 13 март, митрополитот Кумановско-Осоговски господин Јосиф ќе служи вечерна богослужба со почеток во 17 часот. Чинот на меѓусебно простување ќе се изврши на вечерната богослужба. Светите отци на црквата мудро го поставиле тој ден за простување пред постот, затоа што постот мора да биде придружен со милосрдие. Храмот е најпригодно место да побараме простување од Бога и од луѓето. И потребно е сите христијани да учествуваат во овој свечен чин, зашто кога се случува простување, црковните отци велат, се радува небото со земјата. Оваа црква започната е да се гради 1924 година, а е завршена 1926 година. Истата година е осветена на 29 јуни за време на патриархот српски Варнава. Истата била и метох на манастирот посветен на Пресвета Богородица во село Матејче. Во минатото таа служела како гробјанска црква. Денеска таа е парохиска црква во населбата Бедиње и матична црква на околните села Лопате, Режановце, Љубодрак, Новосело, Уминдол, Романовце, Агино село и Брзак. Во 2014 година, во заложба на неговото високо преосвештенство митрополит Кумановско-Осоговски Јосиф е реновиран покривот и фасадата на црквата.